Главните политички ривали во Бугарија си подадоа рака. Бојко Борисов и Кирил Петков договорија формирање на нова бугарска влада со ротирачки премиер. Дали ова може да биде олеснителна околност околу дијалогот Скопје-Софија? Во меѓувреме во Скопје работи работната група за уставни промени. Дали и како бугарите ќе бидат внесени во преамбулата, во услови кога најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН е против уставни промени. Неодамнешната идеја на универзитетскиот професор Александар Спасеновски за можноста ВМРО-ДПМН да се привлече со давање поддршка околу уставните промени со идејата да биде променет и државниот грб, најде на негативен одглас и кај опозицијата и кај власта. Околу најновите случувања на релација Скопје-Софија, околу можноста да се промени уставот во вакви околности. Токму на оваа тема ќе разговарам со универзитетскиот професор од Правниот факултет Александар Спасеновски. Професор Спасеновски, разговорот ќе го започнеме околу последниот извештај на Freedom House, во кој се констатира политичка поларизираност, но и напредок во делот на демократските капацитети на државата. Најголем напредок се бележи во делот на граѓанското општество, а клучни пропусти во делот на судството, корупцијата и независноста на институциите. Колку овој извештај на Freedom House е отрезнувачки или пак помалку може да биде и охрабрувачки во делот дека сепак е направен некаков напредок во делот ако се направи компарација со претходните извештаи на Freedom House? Кога станува збор за нашата држава, можеме да заклучиме дека низ призма на анализа на последните 5 извештаи на оваа важна меѓународна организација, дека Република Македонија во континуитет прави многу мали, во одреден дел дури и многу символични, но сепак чекори напред во насока на натамошен развој на демократските процеси во државата. Нашата држава се уште е во групата на делумно слободни држави, меѓутоа од 2017 до 2023 година можеме да заклучиме дека оваа земја, граѓаните на оваа држава, општеството во целина напреднало за 11% поени од скалата на рангирање на Freedom House и сега, согласно последната класификација, согласно последниот извештај, Република Македонија има 68 од 100 можни процентни поени. Тоа значи дека, доколку го ставиме овој податок во еден регионален контекст, можеме да заклучиме дека, особено е во светло на Балканот, дека постојат две групи на држави. Првата група на држави се оние кои што Freedom House ги оценува како слободни, и другата група се оние кои што ги оценува како делумно слободни. Република Македонија има највисоко се наоѓа на скалата, задна е Црна Гора, се разбира, тоа е еден податок кој што е важно да го споменеме за да ја земеме предвид генералната, целата слика поврзана со и самиот извештај од една страна и со местото на државата во овој регионален контекст. Постојат определени слабости, вие ги детектиравте во областа на владењето на правото, во однос на довербата во институциите, но секако и определени предности во однос на слободата на медиумите и секако во однос на здравието, би рекол, на цивилното општество во државата. Неколку последователни истражувања покажуваат значителна одбивност кај граѓаните, македонските граѓани во однос на промена на македонскиот устав. Едно од последните истражувања на Институтот за демократија покажува дека 80% од македонските граѓани се против внесувањето на бугарите во преамбулата. На што се должи овој анимозитет кај македонските граѓани во однос на внесувањето на бугарите во македонскиот устав? Да, факт е тоа не само последното истражување на Институтот за демократија, туку во континуитет голем дел на истражувања, почнувајќи од 2020 година до денес, детектираат, може да се забележи и се утврдува високо ниво на нерасположение на граѓаните на оваа држава во однос на политиката на Република Бугарија кон институциите на Република Македонија. И во таа смисла, ако некој имаше намера од 2017 година до денес, кога беше склучен договор за пријателство, добрососедство и соработка, да направи се да се расипат овие македонско-бугарски односи, тогаш таа личност или таа институција или тие луѓе имаат причина за големо задоволство, бидејќи македонско-бугарските односи се наоѓаат на едно историско најниско рамниште. Во однос на отпорот на граѓаните кон уставните промени, тука можеме да зборуваме за повеќе групи на причини, од кои ја би извил две. Имено,
Првите се поврзани со историјата на промените на уставот на државата и со ефектите кои тие ги произведува. И втората група на причини се поврзани со самата природа на договорените како резултат на потребата од динамизирање на европските интеграции актуелни уставни измени. Доколку ги анализираме изминатите 7 уставни измени, тие можеме да ги поделиме во две големи групи. Во првата група се уставни измени кои што се рефлексија на политички состојби, на политички барања, како резултат на тоа Македонија да обезбеди подобро место и повеќе се интегрира во меѓународната заедница. Од друга страна имаме друга група на измени кои што се поврзани со реални потреби за реформи во судството, за намалување на цензус за избор на претседател и така натаму. Она кое што предизвикува горчина, и тоа се гледа во анкетите кои што ги прават центрите, институтите за истражување на јавно мислење, е чувството на граѓаните на државата дека после секој политички уставни измени, почнувајќи од 1992 година, завршно со измените од 2019 година, дека постојано нешто им се одзема или дека постојано се намалува еден востановен субстрат на кој што почива државата. И сето тоа придонесува да се создава еден внатрешен отпор кој што го приметуваме во периодот кога се разговарало за секој од уставните измени. Тие трендови можеме да ги забележиме и сега, меѓутоа тие се, би рекол, малку повеќе изразени, особено заради тоа што постои една изразена свест дека дури и со измената на уставот на државата, дури со внесувањето на граѓаните со бугарско етничко потекло кои живеат во Република Македонија, нема да биде крај на лошата ера, на лошиот период во македонско-бугарските односи. Впрочем, затоа и кажам дека некој треба да биде задоволен што довел на ова рамниште да се односите помеѓу двете држави, што е навистина штета. Реални ли се стравувањата дека и со евентуалната промена на уставот и внесот на бугарите во преамбулата, дека тука нема да запрат сопките на македонскиот пат кон ЕУ и колку реално се оправдани стравувањата дека со евентуалната промена на уставот ќе се навлезе можеби во една поделикатна фаза, а тоа е на редефинирање на државата. Во однос на првиот дел од прашањето, мислам дека одговорот на ова прашање лежи во констатацијата дека нашите соседи од Република Бугарија 2 години по склучувањето на договорот за пријателство, соработка и добро соседство би можеле да именуваме дека водат една политика на активна конфронтација кон Македонија. И во таа смисла сосема легитимни се стравувањата дека дури при промена на уставот, дури при измена на уставот на државата на начин на кој што е препишано во согласно со потребата од динамизирање на европските интеграции, нема да застанат тука барањата на официјална Софија кон официјално Скопје, а кои се поврзани со одредени нивни, би рекол, историски цели за поголемо и посимволично присуство во Република Македонија. Меѓутоа, од друга страна, секако е многу важно да се зема преди фактот дека интеграцијата во Европската Унија, членството на државата во Европската Унија е еден од врвните приоритети, најважните приоритети, кои исто така наоѓа своја рефлексија во анкетите кои што ги спомнуваме. Се уште најголем дел од граѓаните, повеќе од 68-70%, сметаат дека интеграцијата во Европската Унија е најважниот приоритетот на сите приоритети кога стана збор за Република Македонија. И во таа смисла, само да поентирам доколку ми дозволите, сметам дека е тука многу важна. И сега таа веќе се забележува улогата на меѓународната заедница како наш важен партнер и како еден важен сегмент кој што има свое влијание во процесот на носењето на важни, во одредени случаи дури историски одлуки. И мислам дека низината помош, низиното активно вклучување и во Република Бугарија од аспект на минимизирање на негативната реторика која доаѓа кон Република Македонија, но и во самата Република Македонија може да доведе на еден краток рок до воспоставување на еден баланс во кој што македонско-бугарските односи ќе ги имаат сите претпоставки да доживеат една нова позитивна промена, како што впрочем се случи во 2017 година. Колку е соодветно споредувањето на односот на Бугарија кон Македонија со односот на Москва кон Киев? Бугарија води во долг временски период агресивна политика на конфронтирање кон Република Македонија. И тоа е повеќе од јасно.
Можеме да ги бараме причините за таа конфронтација. Дали е во перманентната политичка криза на државата, дали станува збор за она што се именува се повеќе и се почесто, не само за Бугарија, туку и за други делови од Балканот, надворешни малигни влијанија од трети страни. Дали станува збор за карактерот на политичките личности кои што во овој момент управат со државата. Но факт е дека станува збор за една во случајов политичка агресија, долготрајна политичка агресија на Бугарија кон Република Македонија. Тоа впрочем не треба да бидете посебен експерт по политички науки или добар познач на македонско-бугарските односи за да го констатирате тоа. Македонско-бугарските односи овие 30 години поминаа низ три фази. Првата фаза беше од 1991 до 2017 година и таа можеме грубо да именуваме како фаза на еквидистанца, во која македонско-бугарските односи има една замрзнатост, без посебни позитивни или посебни негативни чекори. Втората фаза започна на 1 август 2017 година, кога беше подпишан договорот за пријателство, добрососедство и соработка, и таа фаза можеме да именуваме како фаза на оптимизам. Во тој период видовме дека инфлацијата на лоши вести прекина и дека се создаде основа за еден позитивен напредок, развој на овие односи. Меѓутоа, после резолуцијата, декларацијата за клучоците на Бугарското собрание за Република Македонија, ние фактички видовме на самата сцена редефинирање на позицијата на Бугарија кон Република Македонија. Клучното прашање според мене, на кое треба да даде одговор јавноста или во иднина можеби некои истражувачи на оваа тема е што се случи, заради што практично бевме сведоци на ова радикално скршнување на политиката на Република Бугарија кон Република Македонија во 2019 година, односно држава поддржувач на европските аспирации на Република Македонија во држава која што е најголемиот кочничар на нашите европски интеграции. Според жестината на пораките кои доаѓаат од Софија, изгледа дека политичкиот врв во Бугарија посакува македонските бугари да не влезат во уставот. Единствено така може да се оправдаат пред Европската унија и светот, оцени деновиве во колумна новинарот и долгогодишниот новинар Ерол Ризалов. Сметам дека овој коментар навистина на еден прониклив начин успева да објасни, да соголи на некој начин актуелната бугарска политика кон Република Македонија, и таа е на линија на која што ова претходно јас и вие го разговараме, дека Бугарија води една политика на активна конфронтација и оттаму се многу легитимни стравовите, дури и повиците на дел од нашиот државен врв, на политичарите, на јавноста во Република Македонија, дека потребен е надворешен гарант во однос на границите на бугарското мешање во Република Македонија, бидејќи оправдани се стравовите дека со уставните измени нема да заврши политиката на активна конфронтација. И затоа во оваа смисла мислам дека како држава, како јавност, како општество треба да го поддржиме, да го охрабриме и да изразиме едно чувство на задоволство од се поприсутното инволвирање, би рекол, во рамките на дипломатските правила, секако на меѓународната заедница, на Европската унија, на Соединетите американски држави во овој проблем, бидејќи за нас како мала држава во меѓународните односи, ние не сме дел од Европската унија, Бугарија е дел од Европската унија. Знаеме како се носат одлуките во Европската унија и оттаму секоја странска меѓународна интервенција во оваа смисла, секој обид за помош во согласност со дипломатските правила, сметам дека може да им помогне на мали држави како нашата. Професор Спасеновски, вашата идеја која пласиравте пред речиси месец и половина за промена на државниот грб во пакет со уставните промени како можност да се придобијат симпатиите од пратениците од ВМРО, ДПМН, не најде на поддршка и кај власта и од страна на опозицијата. Што би било сега во вакви околности кога работната група функционира без поддршка од опозицијата, ставот на ВМРО, ДПМН е јасен, нема да поддржат промена на уставот? Што би било веројатното сценарио во наредните неколку месеци да се случи? Точно е дека ниту една од политичките партии, ни од власта, ни од опозицијата, не го прифатија предлогот, меѓутоа ниту една не го ни отфрли, што на некој начин зборува за тоа дека можеби во таа смисла се уште има простор да се размислува како креативно, гледајќи на ова прашање, да се обидеме да ги заштитиме граѓаните и нивното чувство на изневереност од уставните измени од една страна, меѓутоа од друга страна да го продолжиме процесот на европските интеграции. Меѓутоа, она кое што е важно исто така да го споменеме е дека не постои се уште, барем во оваа фаза, амбиент на разговори помеѓу власта и опозицијата во однос на уставните измени. И
тоа е многу непријатно, во некоја смисла дури и лошо за Република Македонија. Имено, политичката математика во собранието Република Македонија е сосема јасна. Актуелното владеачко мнозинство или групата на партии пратеници кои стојат зад уставните измени во овој момент брои околу 74. Тоа значи дека без ВМРО ДПМН на бродот и дел од овие разговори, ваквата постапка тешко, барем во оваа фаза, би можело да биде остварена. И во таа смисла се судруваме со оваа политичка реалност, како понатаму ќе течат уставните измени. Дали можеби ќе се оди на ситуација да се разговара не веќе со партии, туку со поединечно со пратеници, или може оваа постапка да заврши неуспешно при првото гласање во Собранието Република Македонија. Во овој момент не можеме да дадеме одговор, меѓутоа тоа се двете опции пред кои е исправена Република Македонија. Главните политички опоненти ГЕРБ и Продолжуваме со промените сепак успеа да постигнат договор. Бојко Борисов и Кирил Петков си подадоа рака да формираат влада со ротационен премиер. Дали во вакви околности ваквиот модел може да биде применлив и во Македонија во услови на политичка поларизираност, во ситуација кога за стратешки прашања ни е потребно единство? Политичките партии во државата има простор да го демонстрираат тоа политичко единство во неколку ситуации претходно. И кога се договара уставните измени, кога беше дадена согласност околу така наречениот француски предлог или европска рамка, и сега кога е многу силна, актуелна дебатата околу уставните измени. Таа можност се пропушти. И во таа смисла, ова за кое што вие говорите, мислам дека би можело да биде ситуација со оглед на актуелната политичка географија и во собранието и генерално во државата, ова би можело да биде ситуација во случај на неповолен исход, поврзан со целта за составување на влада после некои следни парламентарни избори. Ви благодарам за разговорот. И јас ви благодарам.